Нема повеќе пушење во собите, консумирање или внесување на алкохол и пуштање гласна музика. Се воведува ред во студентските домови. Со новиот правилник за сместување и престој се воведуваат построги дисциплински мерки, а за најтешките прекршоци е предвидена забрана на повторно сместување во студентскиот дом во период до 5 години. Според новите одредби, надлежните органи воведуваат нулта толеранција за низа однесувања кои го нарушуваат заедничкиот престој. Забрана за време од 1 до 5 години за сместување во студентски дом за студенти кои ќе сторат потешки повреди на куќниот ред, на што мислиме ќе направат штета на инвентарот, ќе бидат фатени со алкохол или други супстанции, или доколку се констатира навредливо, заканувачко, агресивно или насилно однесување, физичко или психичко малтретирање, вознемирување, дискриминација или друго недолично постапување. Се менува и делот за возраста на лицата кои се сместуваат во домовите. Постари од 30 години во иднина нема да можат да поднесат барање. Детектиравме студенти кои со години се сместуваат во домовите, законски наоѓаат начин и ги користат услугите за 3400 денари да живеат во месецот 3400 денари во месецот со сите покриени трошоци за храна, вода, струја и се што им е потребно. Едноставно презапишуваат години на факултет и добиваат услуги во дом. Тоа го спречуваме и воведуваме максимална старосна граница на студент кој аплицира за сместување во дом да биде 30 години. Покрај овие мерки се воведуваат и мерки против нарушување на редот и мирот во домовите, кршење на инвентарот, отстапување на соба на друго лице за материјална корист и нередовно плаќање на станарината. Предлог законот е во собраниска процедура и се очекува да се донесе до крајот на месецов. Примената ќе стартува од оваа година. Ваквите измени следуваат по долгогодишни забелешки за нарушување на редот во дел од студентските домови, како и по иницијативата на управите за воведување поефикасни механизми за санкционирање на најсериозните прекршувања.